Почитувани сограѓани, денес, кога мерачите на времето ги очекуваат последните часови, минути и секунди од оваа веќе подостарена 2012 година, задоволство ми е, преку оваа мое предновогодишно обраќање, да ви ги пренесам моите искрени желби. Новата година да биде за сите вас година по ваша мерка. Од длабочината на мојата душа, како на своји блиски луѓе, сакам со овие мои зборови да допрам до сите ваши души и да ја споделам со вас енергијата што ја причинува празничната атмосфера што сите нас не обкружува. Годината која заминува во неповрат, некои ќе ја паметат по добро, други по лошо, трети и по едното и по другото. Сето тоа зависи од индивидуалните сеќавања, доживувања и перцепции. Но ние, граѓаните на општина Струмица, оваа година колективно ќе ја сеќаваме како година со разни нишани, кои беа причина заедно да се радуваме и заедно да тагуваме. Ке си споменуваме дека во 2012 Струмица стана прва гасифицирана општина во Македонија. Дека заеднички ја започнавме изградбата на најголемиот Божји храм во државата, посветен на успение на Пресвета Богородица. Дека со пиетет го одбележавме јубилеот 1650 години од погибието на светите 15 тивериополски свештеномаченици, заштитници на нашиот град. Дека бевме свидетели на првиот грандиозен културно-забавен проект наречен Струмица Open Festival. Дека одбојкарите на Струмица се закитија со двојна круна, освојувајќи го шампионатот и купот на Македонија и многу други работи. Но 2012 ќе ја паметиме и по загубата на четворицата наши сограѓани, кои својот хероизам во борбата за спас на Струмица од огнената стихија го платија со своите животи. Многумина ќе речат, ајде да ги паметиме само убавите работи, а сите нешта, кои полошо ја одбележа оваа година, да ги заборавиме. Но јас само половично би се согласил со тоа. Да, убавите работи треба да ги паметиме, за да не бидат основа на која би калемеле и други убави нешта, и да не бидат урнек за нашето идно делување. Но лошите работи не смееме да ги заборавиме, за да не бидат опомена и да можеме да учиме од нив, за никогаш да не ни се повторат. Празниците кои се пред нас се извонредна можност да здивнеме од нашето секојдневие и од сите позитивни и негативни белези кои се негова одлика. Можеме да и се препуштиме на новогодишната ефорија секој на свој начин, но мора да бидеме свесни дека мигот на славието е само трепет кој поврзува два други мига, што се дел од нашата реалност. Тоа се известното минато и неизвестната иднина. Токму затоа не променуваме ништо спектакуларно во моментот кога стариот календар го заменуваме со нов, туку само ја повикуваме нашата вечна придружничка надежда да биде и понатаму наша верна сенка. Затоа, ако сакаме новата година да ни биде подобра од старата, тогаш мора да знаеме дека не е до годината, туку е до нас. Мораме да се потрудиме лошото да го направиме добро, доброто да го направиме уште подобро, а она што е уште подобро да го направиме безпрекорно. На тој начин ќе си помогнеме и себе си, и ќе ја помогнеме и на заедницата, и на општеството. При тоа мора да останеме луѓе, во вистинска смисла на зборот. Луѓе со верба во луѓето, луѓе со верба во љубовта и луѓе со верба во вистинските човекови вредности. Ако ја изгубиме вербата, ќе ја изгубиме смислата на времето и просторот. Во тоа време што го живееме и во тој простор во кој се наоѓаме, има место за сите нас. Ајде да живееме, да си помагаме едни со други и да се сакаме. Ајде да бидеме на висината на општо човечкото достоинство. Во името на едно такво достоинство, посакувам во новата година сите да бидеме срекни,
успешни и горди на своето постоење. Децата да имаат безгрижно детство. Учениците и студентите да нижат успеси во акумулирањето на нови знаења. Работниците и стопанствениците да бидат успешни во работата и задоволни од валоризацијата на вложениот труд. Безработните да пронајдат сигурна екзистенција за себе и за своите ближни. Земјоделците да имаат плодна и берикетна година. Луѓето од третото доба да имаат достоинствен пензионерски живот, а социјално загрозените, обесправените, хендикепераните, болните и изнемоштените да добијат вистинска шанса да му се вратат на животот кој го заслужуваат. Се разбира, сите вам заедно ви посакувам добро здравје, спокој во душите, лична среќа, економска стабилност, семејна хармонија, љубов и разбирање. Да ги празнуваме празниците и да ги дочекаме делниците подготвени за нови успеси за нас и за нашата Струмица. Среќна нова година, почитувани сограѓани. 2013 нека биде ваша година за ваши незаборавни, радосни достигнувања.